Ако така абсолютистички последно процедурално, може да имам проблем со процедура за нешто друго, вие не можете да кажете пред време што ќе се случува последно. Па може би има проблем. Да почнам. Благодарам, председателе. Вака сега да се вратиме малку на нормален тек на процедуралните. Доста релативизиравте по однос на членовите. Очигледно знаете дека сте во криво и барате начин како со релативизирање да спомнете одредени членови кои што ама немаат допирна точка со одлуката, па и членовите кои што ги имате наведено во одлуката. За да не се повторувам со другиве колеги, да ви одговорам на тоа што вие ми го одговоривте мене процедурално, спомнувајќи го секој можен член во деловникот, а не го спомнавте членот 108 за избор на председател и членови на работни тела, кај што вели дека Собранието по предлог на Комисија за прашање, изборите и именувања врз основа на листа што ја предлагаат пратеничките групи, ги избира работните тела и сите оние групи за соработка. Така да, почитувам председателе, скокајќи ја таа комисија и донесејќи го предлогот на пленум, вие правите едно кршење на деловникот, ама апсолутно невидено до сега. Повикувајќи се на одлуки и она што ВМРО ДПМН го правило во минатото, да потсетам колегата Јован, како го нарекувавте вие ВМРО во тој период? Како беше? Заробена ли беше државата? Режим ли беше? Ова е надграден режим кој што вие во моментот го правите. И да се вратам ретроспективно на сето она што го зборуваме во изминатиот период. Дали имаме функционална комисија сите овие 3 месеци? Да. Дали може председателот на собранието да ја закаже продолжеток и нова седница на таа комисија? Да. Дали политички ви е неподобна таа комисија со членувањето на Фадил Зендели? Да, во моментот. Дали 3 месеци се договараме за нови состав на членови на ова? Да. Дали вчера имавме договор да седнеме и да договориме членови? Да. Зошто денеска не беше испочитувано сето тоа? Зошто во текот на денешниот ден, на 4 минути пред почеток на седницата, закажувате нешто што не го ни спомнавте на вчерашната координација? Се прашувам дали има потреба и веќе мене на тие координации нема да ме гледате. Повикајте си ги коалиционите партнери, Алтернатива, Алијанса, ДПА, координирајте се, правете си координации, штом она што го зборуваме и координатор на пратеничка група со 44 пратеници не го информирате за тоа што ќе се случува, не ја гледам потребата да бидам таму. Продолжете да се смеете. Ви кажаа убави членови, за да можете да ги разгледате сите овие членови кои што ви ги најдоа како забелешка и да најдете друг, а не релативен одговор на целата оваа работа, согласно член 81 став 2 од деловникот, барам 1 час пауза.